Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме како можеме да се зголеми температурата на вриење на одредена на течност, одреден растворувач или пак да намалиме, од што зависи како воопшто се одвива процесот. Сега, просто кажано, при процесот на вриење знаеме дека некоја си течност, така од течна агрегатна состојба ќе премине во гасоите, односно имаме дека се некоја течност, каде што молекулите имаат некој си дадено количество енергија и се релативно организирани, но ако се додаде повеќе енергија, тие ќе почне да испаруваат, некој начин ќе почне течноста да врие, односно да преминуваат во една похаотична состојба, каде што имаат повеќе енергија, се движат по хаотично, односно се наоѓаат во гасовите агрегатна состојба. Така, значи тоа се случува при вриење. Сега, кога една течност почнува да врие? Знаеме дека при различна температура тоа се случува и од што зависи. Значи, овдека си ги имаме молекулите од некоја си течност, така со сино бележени, а од надворешната страна на овој сад има воздух. Така, воздухот ќе се состои од кислород, молекуларен кислород, молекуларен азот, CO2 и други гасови. Така, значи ги имаме сите тие гасови, вака ќе запишам помали да бидат. И тие ја содржат атмосферата, и таа атмосфера, количеството молекули што се наоѓа над садот, врши притисок врз самата течност. Така, тоа е атмосферскиот притисок. Добро, таа си врши некој си притисок, но исто така, значи овдека, ќе бележиме, имаме некој си атмосферски притисок, а пак ќе го забележиме, но исто така, самата течност има одреден парен притисок, така, значи самата течност има одреден парен притисок, кој турка надоле, нагоре. Односно, сега на почеток тој е доста мал, така парниот притисок е многу помал од атмосферскиот. Значи парниот притисок е многу помал од атмосферскиот притисок. Но, што можеме да направиме да го зголемиме парниот притисок и со тоа да ги изедначиме? Значи, како што го имаме во овој сад, да речеме дека почнеме да додаваме енергија во него. Овдека ќе ставиме една тока, така тока и ја пуштиме и таа ќе почне да се загрева. Така е топла и ќе додаде топлина, односно пренесува енергија и со тек на време ќе се зголеми температурата, се зголеми те на овој раствор, на оваа течност, така, сината течност, ќе се зголеми температурата. Со самото зголемување на температурата произлегува пораст на парниот притисок, бидејќи молекулите се движат похаотично и повеќе туркаат нагоре. Значи туркаат на сите страни и повеќе туркаат нагоре. Значи со зголемување на температурата расте и парниот притисок, ако тоа ќе ближиме со тоа што ќе направиме поголеми стрелки. Така. Значи со зголемување на температурата расте парниот притисок. И тој расте се додека не дојде до изедначување. Значи кога атмосферскиот притисок ќе се изедначи со парниот притисок, ќе дојде до вриење. Значи температура на вриење е таа температура при која доаѓа до изедначување на атмосферскиот и парниот притисок над самата течност. Значи температурата на вриење е таа температура при која доаѓа до изедначување на парниот притисок на течноста со атмосферскиот. Значи таа не мора да секогаш да биде позитивна температура, кога мериме во однос на целзиусови, може би негативна. Некои течности испаруваат, почнуваат да вријат, односно испаруваат при минус некоја си температура, минус 40 степени целзиусови. Така, значи таа е температурата при која се случува вриење. Сега, како што видовме, вриењето зависи од изедначување на атмосферскиот со парниот притисок. Сега, ние, значи тоа можеме да го регулираме на два начина. Или со покачување на температурата да го зголемиме парниот притисок, како што видовме овдека, или пак со променување на атмосферскиот притисок или притисокот во кој се наоѓа самата течност, зашто тоа може да биде вештачки систем каде што ние го регулираме атмосферскиот притисок. Така може да биде во сад кој може да биде под компресија. Значи или со менување на парниот притисок или со менување на атмосферскиот притисок, и ова важи за сите агрегатни состојби. Значи зависи од атмосферскиот притисок и од температурата. Сега, ова да го објаснам повеќе со пример би бил следниот. Значи ова сега што ќе го нацртам е всушност имаме некоја си долина. Тука имаме некоја рамно, повторно ќе направам дупка, рамно или нека биде овака. И тука некоја си планина. Така ставиме како бело за да биде
као снег дека има или нешто. Тука ќе ставиме дека имаме вода. И ова е, не знам, кој некоја падина, овдека имаме кој шума или нешто слично. Океј. Да земеме вода која знаеме дека на една атмосфера, значи на морско ниво, водата врие, да речеме чиста вода, водата врие на 100 степени Целзиусови. Така, тоа го знаеме. А тоа е на морско ниво. Но интересно е дека ако се качиме например некоја си висока планина и измериме на која температура ќе врие водата, например на Монте Еверест, тоа би искочило некаде на кај 80 степени Целзиусови. Додека ако би биле некаде во некоја си падина, значи каде што не е исполнета со вода, некоја долина, би било, например, сега карикирам, 110 степени Целзиусови. Како што може да видиме, водата врие на различна температура. Што се случува? Едноставно тоа што се случува е треба да се земе во обзир воздухот. Значи воздухот, ако ќе земеме со ова за прскање, направиме, воздухот е се ова овдека. Така, сум бела боја нека види. Значи воздухот е се ова овдека. Сега, поради гравитацијата на земјата, воздухот е многу поконцентриран, односно има повеќе молекули тука долу, а како што идеме нагоре се разредуваат. Така, и атмосферскиот притисок всушност произлегува од самото ова што те турка надоле. Така, значи тука имаме воздух. Значи ова се те турка надоле. И што се наоѓаш подоле, тоа има повеќе над тебе што те турка. Например, ако се наоѓаш овдека долу, има токав столб над тебе од воздух што те турка надоле. Немам со која боја, ајде нека биде со жолта. Не одговара. Например, има овдека токав столб на воздух, на молекули на кислород, азот и јаглерод диоксид кој турка. Овдека има помал столб кој турка. Овдека има најмал столб кој турка. Дека сме на највисоко. Значи, као што се качуваме некаде повисоко, паѓа атмосферскиот притисок. А ако паѓа атмосферскиот притисок, треба да додадеме помалку топлина, односно помалку енергија, да покачиме температурата помалку, со цел да стигнеме до тоа изедначување. Бидејќи нели, на почеток почнуваме со тоа што имаме одреден атмосферски притисок кој е поголем од парниот притисок. Додаваме одредено количество топлина, ја покачуваме температурата, се додека не дојде до изедначување. Така, се додека АП не е еднакво на ПП. Така, сега, ако АП со кој почнуваме е пониско, бидејќи се наоѓаме на некаде повисоко, така, овдека е пониско, гледаме бидејќи има помалце атмосфера над нас, помалце воздух не турка надоле. Ако тоа е пониско, тоа значи дека не мора до толку многу да загреваме за да стигнеме до изедначување. И затоа температурата на вриење на различни места е различна. Ние не си изјаваме дека е 100 степени, например за водата конкретно збориме, бидејќи најголем дел од експериментите и сите действија што се случуваат се на 100 степени. Ако например притисокот е ептен голем, тогаш водата може нема да врие се до 150 степени Целзиусови. Така, ако е поголем, ако е уште поголем, може до 200 степени. Мислам, веќе ќе почне да станува мраз, нема да биде веќе вода, но ако е под толку голем притисок, бидејќи агрегатната состојба зависи од притисок и од температура. И такви има графици кои постојано ќе се прават по физичка хемија, кои изгледаат нешто вака слично. Ќе направиме тука еден график, ова ќе биде многу прост график, каде што ова нагоре е притисок, овдека е температура. И за водата интересно е што она во овие овдека вака некои граници е како газ. Во овие тука некои граници е како цврста супстанца, значи S ќе напишам како solid. Додека ова овдека ќе го направиме како liquid. Значи се овдека вака што е, ќе биде L како за liquid. L вака ќе обрежиме. И ова се нарекува тројна точка на водата. Значи ако сме под овој притисок, под овој тука притисок и при оваа температура, водата ќе се наоѓа во сите три агрегатни состојби одеднаш. Што е многу интересно, има видеа на интернет, можете да видите тоа како изгледа, но всушност сите материи имаат вакви фазни диаграми, за сите се различни. И спрема ова, например, ако ја знаеме температурата, можеме да одредиме при кој притисок каква агрегатна состојба ќе биде. Например, ако гледаме дека е тука, ова да речеме дека е 30 степени Целзиусови, ќе биде газ,
цело време за некоја си течност. И гледаме дека кога ќе стигнеме до одреден притисок, да речеме 2 атмосфери, при 30 степени Целзиусови почна да биде солид. Мислам течност. И например овој сега што го направив е фазниот диаграм за водата, нормално не се бележани овдека вредности, но вака би изгледал. Леве се многу важни во физичка хемија, добро и во неорганска хемија се важни, но ние нема да ги разгледуваме. Значи ќе ги разгледуваме во физичка хемија некојаш тоа кога би го правил. Сега, за крајниот дел од видеото треба само да спомнеме дека температурата на вриење можеме да регулираме со тоа што растворувачот, некоја си течност ќе додадеме друга супстанца, така што ќе направиме раствор. И растворот ќе има повисока температура на вриење него самиот растворувач. Бидејќи памтите кога зборевме во видеото за намалување на парниот притисок, рековме дека ако имаш некоја си супстанца, ќе направиме еден сад, имаме одреден сад, која што има одредена течност и таа течност има одредена површина. Така, значи ова е површината и овдека си имаме одредено испарување кое е некој си минимално, бидејќи има одреден парен притисок самата течност. Но ако дадеме некоја супстанца и раствориме внатре нејзе, така например оваа портокалова супстанца и раствориме, дел од молекулите ќе бидат на површината, така што сега ќе има многу помалце испарување од виолетовата супстанца, односно сме го намалиле парниот притисок. Така, нели со растварање на оваа супстанца го намаливме парниот притисок. Епа, ако знаеме дека со растварање на одредена супстанца го намалуваме парниот притисок, така, значи ова кога го ставаме, го намалуваме парниот притисок на дадената супстанца, на растворувачот кој претходно не бил, кој бил чист растворувач. Ако знаеме дека со растварање, со добивање на раствор, се намалува парниот притисок, автоматски знаеме дека ако го намалиме парниот притисок, тогаш ќе треба уште повеќе енергија да внесеме со цел за да стигнеме до изедначувањето. Значи, ако го направиме ПП да биде пониско, поради тоа што сме раствориле супстанца, ќе треба повеќе енергија да внесеме со цел да стигнеме до тоа изедначување за да дојде до вриење. И ова повторно работи на принципот како што зборевме за минатите две видеа, значи за парниот притисок и за намалување на температурата на мрзнење. Само што овдека се зголемува температурата при која доаѓа вриење и се е поврзано со бројот на честици кои се ослободуваат. И формулата е слична како таа во минатото видео, односно промената на температурата, односно нели ќе зголеме температурата на вриење е еднаква на КВ, која е всушност ебулиоскопска константа, помножено по молалноста, значи ќе ближиме. И ако е врзано со електролити, тука имаме И, каде што И не разгледавме во минатото видео дека всушност И е еднакво, дека ќе запишеме, И е еднакво на 1 плюс V минус 1 во заграда по А, че ова е минус, каде што рековме дека V е бројот на честици на кои дисоцира, А беше степен на електролитна дисоцијација. Значи, како што можете да видите, слично е како минатото видео поврзано со мрзнење. Сега направиме една лесна пресметка. Ќе пресметаме колку би се променила температурата на вриење за вода. Сега, знаеме дека, нека се пише тука вакво еднакво, ебулиоскопската константа за вода на 1 кг и 1 мол додање субстанца е 0,512 келвини. Сега, тоа значи дека кога дадеме 1 мол честици од некоја субстанца, значи по 1, тоа значи дека температурата на вриење ќе се зголеми за 0,512 келвини или 0,512 Целзиусови степени. Сега, тоа е 1 мол на субстанца, можеме да додадеме да биде или 180 грама фруктоза, бидејќи 180 грама фруктоза е 1 мол, или пак да додадеме 29,2 грама натриум хлорид, што е 0,5 мола. Сега некој ќе рече, добро, зашто додаме 0,5 мола ако сакаме 1 мол? Зашто мора да запамтите дека натриум хлоридот ќе се разложи
на натриум и на хлор, кои што сите се ќе бидат по 0,5 мола честици, бидејќи за зголемување на температурата вриење или пак намалување на температурата мрзнење, важен е само бројот на честици. Така овие беа тие колигативни својства. Значи ќе се разложи на натриум и хлор и всушност ќе се добие повторно 1 мол. Така што температурата вриење на водата на една атмосфера нема да биде 100 степени, добро, ќе биде 100,512 степени Целзиусови. А овдека добро промената ќе биде 0,512, што не го дава ова. И ова, ако на некој начин би го пренеле на фазниот диаграм, ова и минатото видео во некоја си смисла, ќе видиме дека сега со сина боја ќе бележам температурата на мрзнење на чиста вода и температурата на мрзнење. Значи вриење и мрзнење на чиста вода. Да речеме дека температурата некаде на мрзнење на водата би била оваа овдека некаде. Ќе го збориме за чиста, а температурата на вриење би била некоја си овде. Значи ова е Tm, ова е Tv за чиста вода. Што ќе запишеме, вака нека биде 1. Додека за раствор од таа вода би било следново. Значи ова би било тука некаде, а ова би било тука некаде. Значи Tv2 ќе запишам, бидејќи веќе е за раствор, и Tm2. Значи температурата на мрзнење се намалува и температурата на вриење се зголемува. Кога имаме некоја си растворена супстанца во чистиот растворувач, односно кога имаме раствор наспрема растворувач. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново. Нормално за мацаме следите треба да ги имате гледано барем минатите 2 видеа. И така, ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за осмотски притисок. До видео.